До сите девојки во светот, сонувајте поголеми соништа, поставете си повисоки цели, борете се посилно. И кога се сомневате во себе, сетете се дека сте во право. Не отстапувајте и сите ќе зачекорат напред. Во животот ќе го добиете она што имате храброст да го побарате. Морате сами да ја најдете дестинацијата, како и најдобриот пат да стигнете до неја, бидејќи никој друг не го знае патот. Јас сум Агата Кристи. Уште кога бев мала, многу сакав да пишувам. Песни, љубовни приказни, мистерии. Испробав се. Ги испреќав приказните во разни исписања, но сите ме одбиваа. Не се откажував. Напишав детективски роман, во кој главен лик е Херкул Пуаро, детектив со истакнати мустајки. Многу издавачи го одбиваа, но еден се реши да го објави. Романот постигна голем успех, а мене ме направија најпродаваниот писател. Јас сум Маргарет Тачер, позната како челичната дама. Некои луѓе ме сакаа поради мојата искреност, а некои ме сметаа за дрска. Студирав хемија, но мојата вистинска страст беше политиката. И затоа се запишав на право. По неколку години бев избрана за член во парламентот на Велика Британија. Во парламентот бев многу успешна и затоа станав и премиер. Првата жена премиер на британската историја. Јас сум Валентина Терешкова. Обожавам да летам. Скокам со подобран секој викенд, дење и ноќе, на копно и на вода. Кога Русија почна да избира жени за космонаути, дадов се од себе за да влезам во програмата. По неколку месеци, тешка обука, ме избраа да летам со вселенското летало Восток 6 и станав првата жена која отпатувала во Вселената. Јас сум Марија Кири, родена сум во Полска. Во моето време на девојките не им било дозволено да одат на факултет. Учев во тајна школа, но ми беше преку глава откриење. Од секогаш ме фасцинираа метали и магнети. Открив дека некои минерали се радиоактивни. Тие ослободуваа мојкни зраци и светеја во темница. Радиацијата се користи за лекување на многу болести, но исто така е и многу опасна. Добив 2 Нобелови награди за мојата работа. Јас сум Клеопатра, кралица на Египет, фараонка, потомок од Птоломеј први Сотер. До 3 години не прозборев ниту збор, но кога наполнив 4 години, почнав да зборувам дури на 7 јазици. Важам за една од најубавите и најмудрите жени и сум последната кралица на Египет. Мојот живот е опеан во многу дела, од Вергили, Шекспир и многу други. Јас сум Фрида Кало. Кога имав само 6 години, за малку ке умрев од детска парализа. Поради болеста имав проблеми со мојата нога, но тоа не ме спречи да играм, да трчам, да се борам исто како и другите деца. Обожавам да сликам. Во текот на мојот живот насликав стотици слики. Смели, колоритни, автопортрети, на кои беа
моите птици и животни кои ги чував.